Со лопата во рака и едра сол, граѓаните си ги исчистија своите дворни места. Пепел речиси никој не практикува, бидејќи како што велат анкетираните земне телевизија, истата остава траги двојна работа по топењето на снегот. Најважно е навремено дворовите да се исчистат, бидејќи отпосле многу потешко да се пробие мразот кој може да биде опасен. Со лопата, со тоа што може да се. Вообичаено сол да фрлат на. Сол добро ли е да се фрли? Па добро е, освен на травните површини не, по патеки тоа може да. Ја чистам со лопата. Исчистиш и тоа. Изчистиме, да. Иначе ако има травни површини, тоа е штетно за трава за тоа. Изфрлам пред врата што имам снег и така си изчистам тоа се. Па добро е сол да се фрлема. Па нешто изчистам го с него и толку сол става. Сол, некој пепел става. Пепел кој има ја на струја се грева и морам сол да ставам. Па сол би требало, пепелта е подцрна, ќе остава траги, сол би требало да се фрли. Значи прво со лопата се очисти и сол си се Многу нормално. На сол? Не. Со лопата. Чистењето на дворните места е обврска на секој човек, велат граѓаните, па затоа е важно навремено да си обезбедат сол, додаваат тие. Дворовите не. За дворовите треба секој своето да си го почисти. Секој своето да си го изчисти, својот двор да си го изчисти, да си го складира дека што треба да нема да смети и тоа е тоа. Инаку чистењето на снегот веднаш по врнежите е добро за да се спречи неговото натрупување и стврднување, па така свежиот снег е полесен за отстранување. Едрата сол е супер решение, кога станува збор за ефикасно и лесно растопување на новите врнежи да не заледуваат во дворните места.